Ова е многу битен сегмент од онаа наша заложба како коалиција да водиме сметка за нашите најмлади граѓани во општината и рековме дека нашето внимание и нашите финансиски средства ќе бидат пред се насочени во ова цел. На последната седница на Советот, благодарејќи на советниците и морам тука да кажам на сите советници, што посебно ме радува, се донесе одлука за изградба на објект, а тоа е новото основно училиште во Капиштец. Сликите се позади нас, ќе можат граѓаните преку вашето присуство да ги видат. Ние се разбира истите тие слики ќе ги проследиме денеска преку другите медиуми. Ова основно училиште е планирано со капацитет од 500 ученици. Се на површината ќе биде, тоа е планираната за градба на објектот изнесува околу 10.600 квадратни метри, а самиот објект, самото школо ќе се простира на површина од 3000, тоест има површина од 3142 квадратни метри. Ова школа не случајно е наречена, ова училиште не случајно е наречено школа парк, подосна ќе дојдам до аргументите зашто токму така го кажуваме. Ќе се реализира и се надевам дека и ние дедовците ќе се радуваме. Благодарам. Не се информирани граѓаните затоа што се работи за информација дека почнуваме конечно со спроведување на тој проект. Може ли да ги информираме ние? Со задоволство ќе бидете сите поканети, знаете дека се обидуваме се што можеме да комуницираме, ќе бидете поканети, тоа ќе биде убав момент кога ќе биде поставен камен теп. Како што можете и самите да видите, навистина е запазен највисок архитектонски дострел во овој момент. Се разбира, тука ќе водиме сметка и за најсовремени материјали да се употребат во градбата. Впрочем, таков критериум воспоставивме веќе со новата градинка, се разбира ќе продолжиме така и со новото основно училиште. Она што е новина е што ќе се учи преку интерактивни табли, а сите, повторам, сите ученици ќе поседуваат таблети за да бидат поврзани преку бежична интернет мрежа и така се одвија наставата. Значи, она што го гледаме во западните земји, конечно да го видиме и кај нас во центар, во Скопје, во Република Македонија. Критериумот што го направивме со новиот објект на матичната градинка Кочо Рацин ќе биде и овде потенциран, а тоа е во целото училиште ќе има подно грејење и она што сакам да го потенцираме дека е секоја училница, не само тоалетите, ќе има вода, се разбира ќе има и топла вода, затоа што системот ќе биде така направен да буквално секојаш во секој период имаме топла вода во училиштето. Посебно внимание сите ние посветуваме на пристапот кон основното училиште, односно попрецизно кажано пристапноста. Сакам да кажам дека и до школот, и внатре во самото школа, во самото училиште, ќе може непречено да се движат сите лица кои што имаат посебни потреби. Она што е многу битно е што правиме на тампон зона, затоа што ќе биде овозможено паркирање на родителите, на наставниот кадар и така натаму. И бидејќи ова училиште се наоѓа во непосредна улица на во непосредна близина на една улица која што е прилично густа со сообраќај, ќе бидат изградени и подземни премини, се со цел да овозможиме максимална безбедност на учениците, се разбира и на сите оние кои што работат во училиштето. Она што посебно се гордееме покрај високите услови кои што ќе бидат промовирани во училиште е и шематскиот урбанизам. Тоа се така наречените простори, односно меѓупростори, затоа што формираме она што е многу битно и за прв пат во Република Македонија, не само во нашиот главен град и во нашата општина, тоа е зелена маса. И тука во училиштето ќе биде вклучена и ботаничка градина. Тоа впрочем можете да го видите и во сликите кои што се изложени позади нас, затоа што ние многу сакаме да водиме сметка за еколошкиот третман, за еколошкиот момент во нашата општина. Знам дека многумина вчера кога ги видува сликите и денеска се прашуваат дали може вакво училиште да се направи, дали се работи за некако фотошоп, дали е преамбициозно. Јас ви уверувам дека овој конкурс веќе помина. Вие знаете многу добро дека направивме конкурс за ово училиште. Во меѓувреме пред некаде отприлика колку една недела го добивме земјиштето од Министерството за транспорт и врски, сега останува на наредната седница советниците да, потоа сум уверен да се изгласа и одлука за основање на ново училиште и со тоа да започнеме со изградбата на ова современо училиште со кое што верам дека сите граѓани ќе се гордеат. До 10 овој месец добиена информација на сите објекти што се наоѓаат овде дека ќе треба да се иселат од тука
реков ова земјиште веќе припаѓа на општинен центар. Од 10, тоа сакам званично да го кажам, веќе почнуваме со расчистување на теренот.